Благодарам, почитувам председавач. Господине Бесими, јас сакам да дебатирам со вас, бидејќи ве почитувам и вие сте еден од ретките во владата кои што не манипулира со јавноста. И претпоставувам тоа е причината зашто толку време сте се одржале во политика. Бидејќи лошо е кога се манипулира јавноста, а тоа го прават и вашите колеги од ДУИ, и вашите колеги од СДСМ, токму од оваа говорница. И јас немам проблем со тоа што вие нема да потенцирате негативности во буџетот ако ние не ги приметиме како опозиција, и тоа е логично. Но генерално знаете со убав начин да ги кажете реалните работи, па кој разбере, разбере. Сега вака да име поред. Прво зборувавте за колкава е каматата на еврообврзницата земена во преходната влада, колку е во сегашната влада. И точно е тоа дека сега имаме многу помала каматна стапка. Ама вие многу добро знаете дека и точно е тоа дека во периодот кога се земаше таа еврообврзница на пазарот имаше многу помалку пари, значи почињаше криза должничка, а сега кога оваа влада и овие неработници земаат кредит еврообврзница во време кога другите држави имаа суфицити, кога имаше многу пари на пазарот и нормално е цената да биде на каматата пониска, тоа е проста економска логика. Исто како што не е проста економска логика, туку е злоба на тогашната опозиција да пишува писма, да ни ја зголемат каматната стапка, бидејќи во државата не била доволно безбедна и капиталот на таа и таа банка не бил доволно безбеден и граѓаните на таа основа да платат 30 милиони евра повеќе за камати. И тоа се факти. Само би сакал да изразам големо несогласување во поглед на споредбите помеѓу 2021 и 2020. Нормално е дека имаме поголеми приходи од 2020 година, бидејќи во 2020 година бевме дома. Ни Великден видовме, ништо не видовме, седевме дома, затворени у карантин, ништо не се трошеше и нормално дека оваа година ќе има повеќе приходи и нормално дека оваа година ќе има повеќе нешто барем сработено, затоа што таа година па ништо не се сработи, отидовме длабоко минус, така да тоа генерално воопшто не се согласувам. За разлика од вашите колеги, почитувам господине Бесими од ДУИ и од СДСМ, јас намерно зборував за зелениот данок и тогаш и сега, и од оваа говорница ви зборував дека ќе има 4 нови даноци во оваа држава, бидејќи знаев дека тие пари нема да се наполнат. Единствениот кој што јавно кажавте дека на оваа држава ќе треба зелен данок сте вие. И тоа го правите многу честно пред јавноста да знае што ја чека. Проблемот е тоа што претендиците овдека ја убедуваат македонската јавност преку оваа говорница дека нови даноци ќе нема, а ќе има зелен развој од 680 милиони. И јас само ги подсетувам дека од тие 680 милиони зелен развој имаме 0. И тоа е факт. Со колешка овдека дебатиравме за 4 нови даноци, убедуваа дека нема да ги има, вие ги кажавте на телевизија пред избори, потоа претпоставувам ради сензитивноста на локалните избори повеќе не ги спомнавте, но добро што сега кажувате дека ако нема даноци ќе нема зелен развој, дека ја да знаат на што се. Околу АНБ тоа го поставив принципиелно затоа што во текот на оваа година ги префрливте пари за следната година. Јас ги барам тие средства затоа што при изработка на законот кои што го работеа работни групи под покровителство и на Собранието и на меѓународни партнери, ветувањето беше дека во 2017 за 2018 во буџетот ќе бидат тие пари наменети за нови простории. Бидејќи една од главните забелешки на Прибе беше тоа. И кога го правевте законот во тоа собрание и со 120 пратеници го гласавте законот, таму пишува дека мора да има нови простории. И факт е, господине Бесими, дека ниту во 2018 во буџетот, ниту во 2019, ни 20, ни 21 тоа не е реализирано и јас само ве потсеќам да си ги реализирате обврските. Во поглед на зелениот данок, бидејќи вие не бевте на преходниот буџет, беше заменик министерот за финансии, јас излегов и кажав, луѓе 25 милиона евра е многу малку да им даваме на општините за енергетска ефикасност, за подобрување на зеленилото, односно за менување на начинот за загревање на јавните објекти. Тогаш излегува и ми кажа да не се секирам, владата се секирала, обезбедила 680 милиони. А јас продолжив да се секирам и да зборувам, ама сега претпоставувам дека граѓаните повеќе ќе се секираат заради тоа што тие 680 милиони нема ништо и кажете им дека треба да има нови даноци. Зборувавте за нов механизам. Добро е што има нови механизми,
за резерви до капитални инвестиции, ама лошо е тоа што имаме нула реализација на истите. Тоа е сериозен проблем. И на крај, можеби голем дел граѓани, пратеници, помалку се ангажирани околу овој стратешки документ, буџет, ребаланс, завршна сметка, но верувајте дека ова што овдека го разговараме, овие мари што ги прифаќате или ги одбивате, и овие насоки кои што ги правиме во собранието имаат директна импликација на 2 милиони граѓани. Затоа, колеги, ве молам за така одговорност малце, ке има и пленарна седница, може да се смерат многу работи, затоа што навистина на граѓаните им е преку глава непродуктивни трошкови, а насо што им се потребни капитални инвестиции, потребно и на градежништвото, потребно и на индустријата, да малку залауфа, бидејќи за жал, како и во повеќето балкански држави и во Македонија, државата е најголем трошач на пари. Бидејќи сте најголем трошач на пари, тоа било секогаш, не е сега само, да не се сватиме погрешно, многу одговорно треба да се поставиме каде тие пари ќе се насочуваат на трошење. Дали на договорни услуги, купување социјален мир и тишина, или на капитални расходи и развој на државата. Благодарам.